За да не се појавуваат проблеми и да растат во најоптимални услови, растенијата треба да бидат соодветно негувани. Ова правило важи и за одгледувачите на лимон. Затоа треба добро да се заштити ова зимзелено растение, особено кога нагло ќе започнат да му паѓаат листовите, советува агрономот Љупчо Иванов. После 2 до 3 години паѓаат. Меѓутоа, ако тоа се случи во паѓањето на листовите во ова време некаде во пролета, крајот на март, почетокот на април, има и други причини. Не само тоа што се тоа стари листови. Листовите обично паѓаат, тоа највеќе им прашуваат луѓето зошто одеднаш испаѓаат сите листови, остана стеблото без листови. Значи, прво може да биде да паѓаат од недостаток на доволно храна. Ако ѓубрето редовно не се ѓубри, есента со МПК ѓубриво, пролетта со тарана и со овшко ѓубре, тука има и други ѓубрива кои се специјални за лимонот. Значи тогаш листовите не може да издржат, ќе паѓаат. Второ, ако се во саксијата или садот кај што се наоѓа лимонот, има премалку или превише вода. Значи и водата може да биде подобро да ја нема доволно, него да ја има превише. Како на друг начин да се заштити лимонот и што друго треба да се превземе? За да биде растението во кондиција, да биде свеже, убаво, прво треба да се бришат листовите од прашина. Значи, прашината е голем непријател на сите растенија, а посебно лимонот, затоа што преко листовите се прима влагата, што ние даваме со оросување или од дожд или на било кој начин, се затвараат стомите, тоа се стома, значи на грчки уста, се затвараат устите на растението и така доаѓа до угинување на него. Најдобра температура е во текот на годината е некаде околу 7, зимно време околу 7 до 8 степени. Значи ако е таа температура некаде, растението ќе проброди зимата и ќе биде сега на пролет спремно во пун се да се покаже. Инаку лимонот е единственото растение кое во целиот период во годината постојано има плодови, затоа треба да се одгледува и добро да се заштитува, советува агрономот Иванов.